15! Да бе отвори лаптопот, па ти дај види што има нешто ново. Кажи некоја вест нова. Мислиш дека има нешто ново? Не, ово има онлайн. Онлайн. Нова Македонија. Вика ова, што? Ајме не, слушај, да ти кажам, ај после, знаеш што е интересантно е? Ги гледам овие новиве генерации што се. Абе да ти е билина да растеш сега овдека у државава наша. Абе то бе, знаеш какви генерации се ова? Знаеш колку ми е драго што имаат они идоли автохтони. Се имаат идоли, ама не знаат па за тоа што е лепи стол. Одма идат на лепи сирење место јадат. А идоли... Шо па ние немавме ли идоли? Ние имавме идоли, имавме корни група, индекси, бело друго. Без имени. Сме немале овакви, они имат сега автохтони идоли, бе, глеј. Овие генерации Александар Македонски, може да му се поистовети. Мали батали то, баскет. Овие ние се што сме на четврто место у коше, ти знаеш што прават новива генерации се? И гледав така, ту мало, рукомет, па тоа патики сите. И баш го гледам малиот со негова генерација дома и му викам, сине, што сакаш бе да ти купам? Јој, знаеш што ми вика? Ја мислев че каже нешто баскет, кош да му купам. Лопата. Како лопата? Лопата? Викам, зашто бе? Зашто лопата? А они го гледале нашиот човеков, го гледале, кога фрла кабет тебелник на телевизија, и што ти е маркетинг? И гледам надвор сите со лопати бе, и гледам на тоа игралиштето, млади, да бе тие билира, со лопати, спортуват, сите. Тоа многу позитивно влијание да ти кажам. Чистат снег, сите, чистат, викам, леле, глеј билина, што убави све идоли и генерации, и малиот за рука, иде бе у дуќан, у продавница, добар ден, викам, да лопата за малиот, вика, нема за малиот. Викам да не, викам за мене, вика нема. Викам чудно би пата, и да му друг дуќан. Лопата, кој број? Абе викам не ме дупи за лопата, нема бе вика дечко, не си, 10 си денеска нема лопати. Од пред 2 недели немало. Што не дека мене ја беа да не мали на раскапање од војска ќе ги крадат. Малиот се сака од ќе кој изолиса другарите нема со кој да си игра надвор. И да проверили бе цел град лопата жива нема да се купи. Па еве ти у вестникот гледај. Нема лопати. Лопата нема ни за лек. Бе осте вестникот е, ја ти кажа, жива лопата. Чекај бе малце, па ти знаеш и тоа колку лоша причка град. Зашто? Ти знаеш ако дојде се некој странски инвеститор, ако треба темели да се удараат, со што ќе правиме? Со што ќе удараме темели? А да јавива? И за што? Што не ја... Батка, не бе, ние сме се заебавме. Ја ти кажам, ова е све масло на опозиција, слушај го ти батка што ти каже. Како? Ти гарантирам со глава, зашто? За да нема лопати. За да не може да се дешава овакви работи. Аме дека они само на тоа мислат. Ако не ќе позајмиме да лопата. Не бе, што ќе позајмиме? Ние сме како се заебавме, колку сме глупи бе. Абе лопата не се продава бе, не се да дај вамо лопата, дај намо лопата. Чувај бе, чувај, па и да ни останат лопатите ги го ставиме у музејот. Така. А ти што не викна, бе, батали ова ти? Што не викна? А ти па стварно овој не викли и чути Абе, јас се исплашив, мислев кој знае што ќе правите буабет, лопати нема, чудо горево. Е шо? Абе, јас сум ги решил избориве наредиве, лопати, абе, ова со лопативе, вие, зашо не се дуете ме на дневно политички провокации и активности? Па вие не бевте такви типови, ја мислам, вие се верам малку визионери на овој момент. Види се, вие се... Ама ова со снегов, со лопативе ќе помине за 5-6 дена, 2-3 месеци. Нас не чека, работа бе, години бе. Па јас сум ги добил изборите за наша партија, више не за наша партија, за цела опозиција бе. Наредните избори сум ги добил за цела Источна Македонија гласат за нас бе. Со еден поток. И што да прави? Што да прави? Што да прави, сега ќе ви покажа. Да не те пара некој. Не, ситни се слики бе, тука се фотографира се. Дај вамо да ми нацртам вас, треба да ви нацртат човек вие. Што направи, батка? Батка, има едно село, Свирипичино. Дженем, едва го најдовме. Али многу голем проблем доđeво. А се авторитетни луѓе, мислам, ди цела Источна Македонија раселени, ме разбираш? У Свирипичино има една река, тече на сред село овака, тече надолу, нормално, како сите реки. Ова е реката? Ова е реката. И овие замисли од опозиција, секоја година им градат мост и на пролет, како ќе се растопи снегот,
мостот нема мост. Так. И село поделено на два дела. Едни до вас, едни до вас. Два табора? Нити можат да си дојдат, нити да си идат. Два табора. Па значи реката го дели народот, бе, джабе викаат ние дека го дели, бе. Бате, реката го делева, мостовите го спајаат народот, така? Слушај, батка, шо прави се? Ама водата го руши. Слушај, бабу. Колку време му вика? 36 години. И му викам, вие за 36 години не се сетите Цацко да викате? И после пак Цацко ви е крив, така? Како го е решил? Како? Многу едноставно, бе, баш. Вака тече рекава тука, вака му се нават мост. И реката како да дојде водата, го руши мостот. Добро. И значи Така. нема чаре. Како нема чаре? Па нели реката им го руши цело време мостот? Не им направив мост сега на реката, него им направив горе на Ридот, 2,5 километри подалек. Нашо ќе го руши реката сега? Сега ги видаме овие. Ти текне? Цар си. А сите за нас ќе гласат. Дојде. Цело село значи шо? K15